Македонија. Се надевам дека денеска сте подготвени за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300. Надпреварувачите ни се подготвени и се тука во студиото, целата екипа е подготвена, што значи можеме да продолжиме со денешното издание на Листа за 300. Знаете дека традиционално прво ги повикувам да ми се придружат тука на сцената победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно домакините. А денеска тоа се повторно по трет пат Николче и Данијел. Повелете. Добро ве најдов. Добре дојдовте. Денеска, на моје задоволство, трет пат веќе во Листа за 300 во серија. Имате, ако и денеска победите, не остануваат уште две. Знаете дека максималното можно учество во Листа за 300 е 5 емисии поред. Да. До сега успеавте да ми земете 250 евра од можни 500, што значи да пола сме. Сега ќе ми земете по дупло поише пари. Не, шала на страна, шега на страна, имате сериозни противници денеска, ќе ги запознаете за кратко, затоа сконцентрирано во продолжение, да не сакате да додадете нешто. Изморени сме малку од патот, да ги поздравиме пак најблиските, целата јавност, сите следачи на квизот. За тие што не знаат, тебе само да ве потсетам дека Николче и Данијел ни доаѓаат од Битола. Затоа кажа пато да не мислите се жали нешто, а тука Не. доаѓа така. Во ред, голем поздрав и од мене до сите оние кои што ги поздравивте. Ако сме подготвени, знаете која кабина е ваша? Домакинската, домакини. Повелете. Фала. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, односно предизвикувачите за денешното издание на Листа за 300. Да ги поздравиме. Слободан и Воислав. Повелете. Слободан, здраво. Здраво. Воислав, здраво. Браво, браче. Како сте, господа? Добро е, добро. Расположени за игра? Да. Како и секогаш. Секогаш. Да не сакате еве. Ве знаат веќе добро нашите гледачи, да не се запознаваме. Да пратам поздрави. Ајде, тоа сакав. Да не заборавите. До мои гранитоци што ме познаваат, кај што работев 43 години цели. 43 години работеше таму. И посебен поздрав до пилјарката Сузе, која сакаше да ме тепа, што во прошлата серија не ги погоди сите сорти јаболки. Леле, ау, дојде ти на пење си имаше таму, а? Чекај, кажи ми, пилјарката те спрема за такви теми? Не сакаше само да ме тепа. Само да ти искара така. Зошто не сум ги знаел сите? Зошто не сум ги земал повеќе пари? Леле, еве една отворена Незини зборови. покана. Како се вика пилјарката? Сузана. Сузана. Еве една отворена покана до Сузана. Кога си расположена, слободно дојди, чисто онака да ги наброиме сите сорти на јаболка што постојат. Искрено и ја и гледачите да научиме нешто ново. А сега, Слободан и Воислав, дали сме подготвени за денешните противници? Подготвени сме. Да. Како и секогаш, не се ни сомневам во вас. Почувате како предизвикувачи, докаде ќе стигнеме ќе дознаеме во продолжение. Почувате како предизвикувачи, што значи предизвикувачката кабина е ваша. Повелете. Хала. Николче и Данијел, односно Слободан и Воислав, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, следува делот каде што проверуваме сите заедно дали функционираат и работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Слободан и Воислав, дали се слушаме? Да, чисто. Одлично. Во продолжение, ако имаме некој проблем, ќе ми кажете, за да го средиме веднаш. Со среќа уште еднаш, нека победи подобриот. Сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Николче и Данијел. Све е во ред. Домакини, може да стартуваме, така? Се разбира. Ете, драги гледачи, кабините секако што треба, домакините дадоа тамзап, што би рекле, или палци горе за старт. Епа, да започнеме. Започнуваме како и секога со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи. Зборови каде третата буква е буквата С. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и каде третата буква е буквата С. Се признаваат сите видови зборови, но секој збор можете да го кажете само во еднина, во еден било кој род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, брендови, народи и слично. Николче и Данијел, дали не е јасна темата? Одлично, Слободан и Воислав? Јасно.
Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи. Денеска по таа улога се Слободан и Војслав. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Николч и Даниел, а Слободан и Војслав, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Ќе ви повторам и на вас и на вашите противници уште една, за да не заборавиме дека бараме зборови каде третата буква е буквата С, но мора да бидат точно 5 букви. 8 е последната? 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. Мисле сега како во претходните 2-3 пати само се погледнавте истата бројка ја кажувате. 17, 14. 19. 19. 20. 20. Нека одговарат. Да одговарат? Ајде да видиме. Еднаш Николч и Даниел да пуштат некој да одговара. Се утепавте од одговарање. Слободан и Војслав, имаме 20 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со зборови, каде третата буква е буквата С, но изборот треба да е точно 5 букви. Кога ќе бидете подготвени, Може да се почне? може, слободно. Лесен. Извини? Лесен. Лесен. Мене ме погледна и вика шо е лесен. Чекай. Точен одговор. Бесен. Бесен. Така е. Тесен. Тесен. Така е. Тесто. Така е. Место. Место. Така е. Ресто. Ресто. Ресто тута. Така е. Шесто. Шесто. Така е. Посно. Посно. Дали Војслав пости некогаш? Велик ден и Божик. Да. Добре. Точен одговор посно. Веспа. Веспа. Веспа, точен одговор. Може? Да. Вести. Вести. Вести, точен одговор. На пола сме уште 10. Весло. Весло. Така е. Бесно. Бесно. Така е. Висок. Висок. Така е. Восок. Восок. Така е. Уште 6. Уште 6. Има зборови што некаде во некој крај ги има во Македонија, ама дали се во речник? Е тоа, да се во речник, не. Ајде, ќе пробаме Ајде. Тоска. Тоска.
Долга платнена кошула. Тоа значи Тоска, точен одговор. Бисер. Како извини? Бисер. Бисер. Така е. Коска. Коска. Така е. Уште 3. Веќе мора да побрзаме, веќе времето почна да не гази. Често. Често. Така е. Уште 2. Биста. Биста. Така е. Чиста, дали кажавме? Чиста, мислам дека не. Чиста или чисто? Како вика? Чиста. Чиста. Довлека. Чиста 20 точен одговор, да сте живи здрави. Слободан и Војслав, се изваđиме малце, но на крајот сепак. Па добро. Да, мислам, не беше ни лесна тема, мора да признам. Иако има сега кога ќе почнам да ви ги читам зборчиња, да ги рече како не ми сега текнува, ги има, како не сега ми ги има да, многу, да. Ги има, нели, со таблет пред тебе кога ги читаш ги има. Така да знам. Николче Даниел, ништо не е готово, имам уште една лицитација да се одигра, се може да се промени, впрочем тоа вие најдобро го знаете, се изигравте пенали во изминатиот период. Слободан и Војслав, честитки за поенот уште еднаш, но бидете внимателни, како што реков, имам уште една лицитација за играње. Но пред да споделам и со вас темата за втората лицитација, да прочитам уште некои од оние зборови каде третата буква е буквата С и се од точно 5 букви. Имаме басна, басен, потоа баста, бисер, боска, кажавме дел од овие, ќе одам надоле, весел, восо, кажавме врста, врска, брсти, гуска, гусар, гусла, густа, гесло, потоа даска, диско, дрзок, јасно, јасен, касап, каста, кусок, кусур, лосос, лисец, листа ми заборавивте едните и другите, листа. И ја заборив да не се лажеме. Листа, потоа, мојот омилен збор, мрсул, насад, насип, носач и така натаму. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација, која што ќе одлучи дали Николче Даниел повторно ќе барат среќата и победата преку пеналите или пак Слободан и Војслав ќе ми се придружат тука на главната сцена. Да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: држави со најмногу богати компании. Бараме признати држави од Обединетите нации од целиот свет, во кои има најмалку една компанија која вреди $1,000,000,000 и повеќе. Тоа се добро познати компании од светот на банките, индустријата, интернетот, трговијата и друго. На листата има повеќе од 65, а помалку од 70 држави. Бараме држави во кои има најмногу богати компании. Тоа беше темата. Дали ни е јасна? Да. Да. Во ред, знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први со лицитирање започнуваат оние кои што се со резултатска негатива. Во таква ситуација по првата одиграна игра се Николче и Даниел. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Слободан и на Војслав, а Николче и Даниел, која имаме понуда 7. Започнуваме со 7. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14.
14, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, едно повеќе 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34. нека одговара. Да одговарат? Ајде да видиме. Слободан и Војслав. Бараме држави со најмногу богати компании, како што реков, барем една компанија да има која што вреди милиарда долари и повеќе. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Соединените американски држави, Соединетите американски држави воедно се и држава со најмногу компании кои што вредат повеќе од милиарда долари, севкупно 1873 има такви. По сад. Точен одговор. да прашам умеѓу време, Повелим? Русија како земја под некои си санкции, дали влегува? Јас мислам дека ако има компании кои што се од повеќе од милиарда, зашто да не би влегла? Сигурно има. Русија, Русија. Така е, точен одговор. Јапонија, Јапонија, верували или не, јапонците се втори на оваа листа со 404 компании кои што вредат по повеќе милиарди долари. Точен одговор. Кина, Кина. Кина со 216 компании, точен одговор. Индија, Индија е на третото место со, така речем, милиардерски компании со 348. Јужна Кореја, Јужна Кореја. Така е. Канада, Канада. Така Канада се наоѓа на четвртата позиција со 228 компании кои што вредат повеќе милиарда долари. Мексико, Мексико. Така е. Бразил, Бразил. И Бразил е точен одговор. Обединето кралство, Обединето кралство се наоѓа на петата позиција на оваа листа со 218 вакви компании. Германија, Германија. Германија на седмото место со 143, кој делат со уште една држава друга. Оваа Франција. бројка. Франција, едно место под Германија, 131 ваква компанија. Точен одговор. Италија, Италија. Така е. а кога веќе тие Испанија да им да додадеме. Шпанија. Сигурно имаат некоја милиардерска компанија. Така е, точен одговор. Грција, Грција. Нашите јужни соседи се исто така на оваа листа, само немам точна бројка колку вакви компании имаат, ама не е ни важно. Турција, Турција. Така е. Шведска, Шведска.
Така и Шведска се наоѓа на оваа листа. Швајцарија. Швајцарија. Швајцарија со 122 вакви компании се наоѓа на 10-тото место на оваа листа. Меѓу првите 10 држави е со најмногу милиардери, така кажано, компании. Австрија. Австрија. Така е. Австралија. Австралија. Така е. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Иначе за Австралија заборев да ви кажам, Саудиска Арабија точен одговор, исто делат со Германија, по 143 вакви компании имаат. Браво. Да. Која ќе биде следната? Индонезија. Индонезија. Така е. Јужноафриканска република. Јужноафриканска република, скратено ЈАР. 23 точен одговор. Египет. Египет. Точен одговор. Холандија. Холандија. Така е, Холандија, точен одговор. Белгија. Белгија. Така е. Норвешка. Норвешка. Така е. Данска. Данска. И Данска е точен одговор. Уште 6. Нов Зеланд. Нов Зеланд. Така е. Аргентина. Аргентина. И Аргентина е точен одговор. Чешка. Чешка. Така е. Сингапур. Сингапур. Сингапур, 32 точен одговор, уште 2. Венецуела. Венецуела. Вака. Венецуела. На сајтот на Капиталистот, каде што и се вадат овие податоци, не се наоѓа на оваа листа. Може само да претпоставиме дали имаат они малце специфично уредување кое што од една страна и малце не дозволува да се изградат толку големи компании. За жал, Слободан и Војслав, Венецуела не се наоѓа на оваа листа од овие држави со најмногу богати компании кои што циркулираат во нив. Кажавме 32 точни одговори и на предпоследниот. Значи немате појма, 100 пати ја проверив листата, се надевам дека ќе видам дека е точен одговор. Сега веќе не сакав да погрешите, нека ми извинат вашите противници, ама на Волку на двето крај искрено ви посакував да бидат точни одговорите.
Но за жал Да ги не се... кажам тие други две кандидати. Кои други две би ги играле? Азербејџан и Данска. Азербејџан и Данска. Ке падневме на Азербејџан, на Данска ке не поминеш. Да. Многу ми е криво, но ништо не готово. Играме пенали, можеби и тоа е оној најреален исход за денешното издание. Пред да продолжиме понатаму, Николчи Данил, честитки на вас за овој поен. Изигравте машки, надававте побајаги, среќата ви се насмевна, благодарение на тоа. Да застаневте на 20, ке ги кажа сите точи. Тоа е тоа. Од пишаното не се бега, така би. Да, така, баш така. Во секој случај, повторно на пенали, нека победи подобриот. Но пред да се префрлиме на пеналите, да ги прочитам и оние држави со најмногу богати компании. Ги кажавме оние 10 најбогати и останатите, тука ги имаме на листава. Ајде да пробам да извам никој што не ги кажавме, а интересни што се вака. Виетнам, Израел, потоа Исланд, Јордан, Јужна Кореја, Казахстан, Камбоџа, потоа Колумбија, Коста Рика, Литванија, Луксембург. Можеби тие требавте да ги играте како нели баш... Добро, тоа е. Економски центри поголеми, Малта, Мексико, Монако, Обединети Арапски Емирати и така натаму. Не можам сега да ги издвојам, дека кажав ми доста голем дел, кажаа моите надпреварувачи, малте не ги кажаа пола од оние држави со најмногу богати компании, вкупно се 66 на оваа листа. А сега, како што реков, драги гледачи, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки параки ми се придружи тука на главната сцена. Уште една за подсетување. Во текот на целиот процес кабините се вклучени. Надпреварувачите одговараат на поредно едните па другите, се додека некој не погреши и први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. А сега, темата за денешните пенали гласи: градови домакини на светско првенство во атлетика. Бараме имиња на градовите во кои се одржани светски првенства во атлетика од првото официјално во 1983 година, па се до последното држано во 2023 година. Николчи Даниел, дали не е јасна темата? Извини, олимписки какви рече? Кои се светски првенства во атлетика. Официјалното прво е 1983 година. Слободан и Војслав, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Знаете, како што реков, први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска име припадната на Слободан и Војслав. Па, го слушнеме и првиот одговор. Атина. Атина. Атина, прв точен одговор. Пекинг. Пекинг. И Пекинг е точен одговор. Така е. Морам да бројам Слободан и Војслав. 10. Рио. 9. Рио. Слободан и Војслав, Рио до сега не бил домаќин на светски првенства во атлетика. Ништо не е готово, да видиме како ќе одговорат вашите противници. Доколку погрешат, продолжуваме како да е 0-0. Николчи Даниел, кој е вашиот следен одговор? Токио. Токио. Токио, за жал на Слободан и Војслав, е точен одговор. Честитки, Николчи Даниел, повторно пеналите беа ваш сојузник и повторно излеговте како победници. Но, верувам, тоа скапо со енергија го плаве. Да, од пишаното не се бега. Слободан и Војслав, одлично одиграна партија. Не знам, имавме други градови за играње, знам и мене не ми е јака тема, барем светските првенства, во вакво да беше со олимписки игри поврзано. Друго е, ама светските првенства дали во атлетика, во гимнастика, одвоено, искрено не ги пратам многу. Ги пратам кога ќе ги начекам, ама не ги следам со толкаво интересирање кој каде што се одржуваат тоа. Одако знаем добро. Слободан и Војслав, секогаш одлични надпреварувачи, секогаш е задоволство да ви имаме тука во студиото. За жал, резултатот верам не е онако како што вие посакувавте. Но знаете по друга страна дека секогаш ви се вратите отворени во листа за 300 и се надевам дека ќе се видиме повторно веќе на стартот на наредната сезона и ќе го поправиме овој резултат. Но за жал сега морам да ви кажам чао. Чао. Николчи Даниел,
Добро одиграно, како што рече отпишаното не се бега. Сега ќе ве повикам повторно тука на главната сцена да ми се придружите, но пред да го направам тоа да ги прочитам оние градови домаќини на светски првенства во атлетика. Вкупно 18 ги има. А тука се Атина, Берлин, Будимпешта, Гетеборг, Доха, Едмонтон, Јуџин, Лондон, Москва, Осака, Париз, Пекинг, Рим, Севиља, Тегу, тоа е во Јужна Кореја, Токио, Хелсинки и Штутгарт. А она што е интересно, зошто од 1983 започнуваат светските првенства? Затоа што до таа година олимписките шампиони во атлетика се сметале и за светски прваци во овој спорт. Во 1976 година донесена е одлука да се одвојат и првото официјално светско првенство во атлетика се одржува во 1983 година во Хелсинки. Ете уште една информација плюс. А сега, драги гледачи, време е да ги повикаме Николче и Даниел да ми се придружат тука на главната сцена по трет пат и да видиме дали и колкава парична награда ќе освојат. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Николче и Даниел се повторно тука со мене на главната сцена. До сега успеа да ми земат 250 евра, денеска ќе можат таа сума да зголемат дури до 550. Темата ми е подготвена, верувам дека и они се подготвени, па да не губиме време. Знаете дека прво треба да протрчаме низ нашата листа и потоа ќе ви ја кажам и темата. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100, за 9 150, за 12 200 и за 15 си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Мултитаскинг правам, темата ја барам, зборам таму, леле, чуда. Не знам како не сгрешив. Уствари ќе видиме. Чекај, има уште време. Подготвени сте да слушате темата? Може. Слушајте и вие, добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Тробојни знамиња. Бараме имиња на држави кои имаат знамиња така наречени тробојки, односно знамиња во 3 различни бои без обзир, дали се како 3 хоризонтални или пак 3 вертикални линии. На знамињата не смее да има никаква апликација, грб или слично. Знамиња кои имаат 3 бои, но не се во форма на 3 линии, не се признаваат. Ќе ви го дадам примерот со Србија. Србија знамето има нели во 3, да, само символ да нема. Но имаат нели грб апликација на самото знаме и затоа не е точен одговор. Значи внимавајте да немаат никаква дополнителна апликација освен 3 бои, кои што како реков не е важно дали се хоризонтално или вертикално. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде почнем. Франција. Чекај. Ги има, можам слободно да ви кажам, 23 вакви држави вкупно во светот. Франција е едната од нив, е прв точен одговор. Русија. Русија. Мама, значи, кој има запрената? Така е, точен одговор. Словенија. Црвена бела сина како беа? Германија. 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 Љубниме тоа. Нема знаци, се мислиме на знаци. Да, нема сега значи никакви. Германија е точен одговор и 50 евра се ваши. Јамајка нема. Словенија нема, Јамајка нема. Не ги интересираат повеќе пари. Не ги интересираат Се пари многу повеќе пари. сега. И уште не кажи. Се е полесно со пари во джепе ќе кажа. Да. Јамајка. Италија. Како беше знамето на Јамајка, присетите се? Не, борет, Италија. Може оди. Италија? Да. Не борет. Така е, точен одговор. Словенија. Словенија. Ако не има се тоа. Имаат Словенија, знам така. Е, па врати се тече. О, чекај да видим, ајде ще една забраваме, ја мислам. Има Словенија. Ако нема кај. Да, Словенија многу ми е жал. Пробај, точен намам одговор. за знак кој се сеќава дали има. Да. Јамајка Иран Ке го- на тоа е. Многу ми е жал. Тоа е тоа за денеска. Но, знаете, обезбедивте учество и за следниот пат. Сега ќе ви препорачам да се одморите малце за следното издание, да можете да ми земете и поише, да ми земете пари, затоа што не сакам да ви спраќам вака без пари.
Здравје. Мислам, многу ми е криво, затоа што сметам дека Како тробо, и ни ги знаеме, ама сега со знаци. Да, знам. Да. Епа, затоа мислел Тимо тука намерно ваква фора направи. Заврзлама. Да, во врска со оваа тема. Искрено сметам дека требаше да земете пари, барем колку толку, затоа што игравте и пенали, да не речам се изламачивте за да стигнете до тука. Кој од вас, дали ви или вашите противници ќе застанете тука, сметам дека ќе требаше да се отиде со парична награда. За жал денеска не се случи тоа, но ќе имате шанса веќе во следното издание да го поправиме сето ова и да си заминеме, мислам, веќе едно време и со по нам максимална парична награда. Здравје. За жал, драги гледачи, денеска не успеавме да земеме, односно да дадеме парична награда. Темата беше тробојни знамиња, оние знамиња кои што имаат само 3 бои, дали во хоризонтални или вертикални линии, не беше важно, но не требаше да имаат никаква апликација. За жал, Словенија има апликација на своето знаме, а оние кои што немаат се Белгија, Боливија, брегот на слоновата коска, Бугарија, Габон, Гвинеја, Германија, Ерменија, Естонија, Ирска, Италија, Јемен, Колумбија, Литванија, Луксембург, Мали, Романија, Русија, Сиера Леоне, Унгарија, Франција, Холандија и Чад. Со ова го завршуваме денешното издание. Останете ми во добро здравје и секако останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!